Премиере, зошто се откажувате од прогресивното одданачување? Што покажуваат анализите? Покажуваат дека не ги даде очекуваните резултати. Веројатно од две причини. Прво, сме окружени во регион каде што даноците се многу ниски и се генерално рамен данок. Тоа дефинитивно на многу голема мобилност на капиталот овозможува веднаш отварање на сметки надвор од државата, преместување на компании надвор од државата. Вкупните приходи на растот на персоналниот данок во државата се повеќе од 14% оваа година, но ова не се должи само на прогресивниот данок или правечниот данок, заради тоа што имаме 54.000 нови работни места, тие плаќаат персонален данок. Заради тоа што платите растат, расте и персоналниот данок врзан за платите. А во споредба со овие 1 милиарда 750 милиони евра повеќе наплатени пари од персонален данок или 14%, ако споредиме делот на наплата на приходот од данок на добивка, до сега е помал за 2 милиарди и 400. И само ако испоредиме овие две приходни ставки, гледаме дека сме навлезени во еден ризик, кој што веројатно во несоодветно кога и не на место, кога во целиот овој наш регион има скоро сите земји рамни даноци и во време во која државата влезе целосно неподготвена да ги заштити пред се информатичарите, да ги заштити пред се интелектуалната класа или академската, која што е со едно сериозно образование, генерира приход поголем од 18.000 евра годишно или 1.500 евра месечно, а сето тоа на еден начин го става во функција да отвори своја сметка, дел од приходот го реализира во Косово, во Србија, во Бугарија, истовремено да премести својата компанија, а се плашевме дека може да представува ризик за мотивација за нови инвестиции пред се во високите технологии и во информатичката технологија. Дефинитивно можем да кажам дека е ретко некоја власт вака честно да истапи пред својот народ и да каже да, направивме исчекор, почнавме, еве на крај на годината сме и признаваме дека не ги донесе резултатите. Ова е само уште еден израз на честно владење, кој што ќе продолжи оваа влада да го практикува, заради тоа што дефинитивно постоиме заради народот, работиме заради нашиот народ и секогаш е многу почесно да ги признаете грешките и да се повлечете чекор назад, отколку како буквално да продолжите во нешто од пусти каприц, само и само да покажете дека сте исправни во тоа што сте почнале како политика. Ова е конкретен случај кој што верувам дека дефинитивно ќе испрати порака и до граѓаните ни, до стопанството, дека сме овде како власт, за сите нив, сме флексибилни, ги следиме сите детали, ги правиме анализите и модалитетите и секој пат можеме да им служиме да се промениме онака како што тие мислат дека е најдобро. Премиере, синок имавте изјава за пролонгирање на датумот за предвремени избори. Дали е можно да има пролонгирање и доколку има, каков ќе биде, што очекувате од опозицијата? И јас прво очекувам одговорност од сите, заради тоа што готови заради државата. Државата има пред себе две стратешки цели, едната е следна на исполнување, тоа е НАТО. Не смееме да дозволиме НАТО да биде загрозено, односно 29 земји членки да го ратификуваат протоколот за НАТО и ќе дојде на редот на Република Северна Македонија и ние немаме парламент. Тоа е срам за државата сигурно, но не верувам дека ќе дојде до тоа, заради тоа што сите проекции кои што ги направивме е дека останува само Шпанија, која што на 10 ноември има парламентарни избори, има закажано конституирање на парламентот на 3 декември, тоа значи го имаме цел декември, цел јануари и еве 10 дена од февруари. И како постои соодветно време да може да се стигне. Не сакам да испратам никако порака до било која политичка партија или потенцијални кандидатски листи за изборите да не се подготват, да се подготват. 12 април е договорен датум за изборите. Ние треба се подготвиме да ги испорачаме нашите понуди и програмски и кандидатски, колку што е можно порано и навремено, за да може граѓаните да си донесат одлука кому ќе му доверат мандат да ја управува нашата земја во следниот 4 годишен мандат, а посебно кога сме исправени пред вака сериозни одлуки и прашања, после случувањето на историската грешка од Европската унија, да се определиме на вистина по кој пат продолжуваме понатаму како народ и како земја. Така да генерално не очекувам потреба од промена на датумот за изборите, но истовремено испраќам пораката која што сите ние
треба да ја знаеме, а тоа е одговорноста пред државата, како што бевме одговорни да прифатиме и да повикаме веднаш на парламентарни избори, како што бевме одговорни да седнеме како здраворазумни луѓе, да договориме датум, сите заедно со консензус, така треба да водиме секако грижа за интересите на државата. Повелете? Дали владата ќе може да одговори на сите барања за покачување на платите? Јас мислам дека сите овие големи политики кои што се случија во последните години, последните 2 години и 5 месеци, се постигнаа пријателствата со соседите, политиките на и градење и унапредување на пријателство и со 5 соседи и со целиот свет. За нашата земја се зборува со суперлативи, каде и да тргнете, е попознато од порано, а секако она што значи приближување кон стратешките цели НАТО и ЕУ ги дава своите резултати, кои што дават своји последици, позитивни. Една од последиците е стабилноста, ликвидноста и солвентноста на државниот буџет. Во време на рационално трошење на средствата, каде што по пат на транспарентност и конкурентност годишно се штедат повеќе од 100 милиони евра само заради јавните постапки. Не се алоцираат пари на глупости, музеи, споменици, не знам, жални врби и сето она што беше непродуктивно, а сме го критикувале. Туку се насочуваат на вистински потреби, како што е во конкретниот случај на вашето прашање на најважниот капитал, човечкиот капитал, а тоа е нашиот народ во конкретниот случај. Верувам дека ќе изнајдеме начин да излеземе до оптимално прифаќање на барањата на синдикатите, на пензионерите, на работниците, на граѓаните генерално, заради тоа што најмногу во конкретниот случај сум посветен на стартот на почетокот на имплементацијата на најважната мерка, е тоа дигањето на севкупните плати во државата. Каде што преку субституција буквално даваме можност да се дигнат 782.000 плати во државата. Толку се вработени граѓани во нашата земја. Верувам дека проектот ќе биде успешен. Јас би бил задоволен и со 10, 15, 20% успешно, заради тоа што имаме институции каде што платите се високи и тие се дават на вистина сите на сметка. Ако тој процес сам по себе биде успешен, дури и да ги договориме сите очекувања на синдикатите, тоа е самиот прв процес кој што го спомнав, ќе значи идно зголемување на платите. Идното зголемување на севкупните примања на граѓаните ќе значат зголемена потрошувачка моќ, која што ите како е акцелератор и двигател на економијата, и како левичари веруваме дека тоа ите како многу ќе помогне за растот и развој на државата, а секако и за подигање на севкупниот економски стандард на нашиот народ. Така, премиере, ваш коментар во врска со барањата на текстилниот кластер, работниците да работат, односно конфекциите да работат за време на празници и онаа половина час пауза да не им биде платена. Значи, таа е една вечна борба помеѓу коморите, помеѓу работодавачите и работниците. Затоа е формиран и социјалниот диалог. До сега, барем од која имам честа јас да бидам председател на владата, социјалниот диалог трипартитен добро функционира, тука и владата. Затоа владата е многу често медијатор, заради тоа што ако се случи само двете страни, условно да ги кажам, страни работниците и работодавачите, ќе има една вечна тензија која што често нема да донесе до договор. Многу често државата излегува во пресред, заради тоа што таа е држава и на својот народ, на работниците, но и на работодавачите, и ги решава ваквите аспекти. Верувам дека може да имат барања какви да сакат работодавачите, тоа мора да биде прифатено од синдикатите и од работниците. Затоа што ако е изнасилено, тогаш секако ќе биде одбивно за другата страна, без разлика од која страна доаѓа самото барање, само по пат на договор. Еве, јас сум човекот кој што постигнал договори барем во овие 2,5 години, само по пат на договор има иднина, има задоволство од работата, има профитабилност, има корис, секако и за работниците и за работодавачите во ваквиот случај. Апелирам да седнат, да се договорат и секако законите во државата за работни односи да се почитуваат. Многу е значајно исто така, ако се договорат двете страни да работат за време на празници или да работат дополнително од работното време, се знае дека тоа мора да биде екстра, со екстра заработки платено на работниците и во согласност и во договор со нив. Никако изнасилено, никако заради тоа што тоа е казниво по закон. Тоа што предметите за кои што веќе има судски спорови и решенија за ова? Значи вака, прво имаме закон со истечен рок од практично 31.12.2018 година, и предметите од тој рок се имплементираат во моментот. Значи општините работат на легализација нормално во делот на инфраструктурните проекти, тоа го прави Министерството за транспорт и врски.
И тие предмети, согласно динамиката, ќе продолжат да се работат, без разлика што тој дел на законот е истечен. Значи, оној закон кој што владата го најави и ресорното министерство, апсолутно не е ист како и претходно. Јас информација подготвив една, која што ќе биде разгледана во вторник, за потребата од носењето, бидејќи одредени работи треба да ги разговараме на влада, за да веднаш после усвојувањето на таа информација законот биде поднесен до владата и одма потоа до собранието. Значи има одредени работи кои што да почекаме до вторник да ги разгледаме на влада, јас ќе ги изнесам во јавност, директно премиерот исто. Значи станува збор за, например, 1 евро нема да биде од квадрат, кажувам некои одредени работи, напротив, комуналите да бидат некаде 100% како што е плюс одредена еден вид на казна од 50%. УНЕСКО, например, буквално ќе биде надвор од тој закон, за да немаме дилеми апсолутно дека нешто ќе се случува и понатаму таму. И тој дел, лицата со социјален ризик исто така се офатени во тој дел на законот, каналските канализации и така натаму. Меѓутоа добро е да помини прво информацијата на влада, потоа целосно ќе бидете и нормално и предлог законот да го доставиме, целосно ќе бидете информирани за сето. Да не прејудицирам, затоа што можат одредени измени да се направат, па после ќе испадне дека едно изјава сум дал, а после излегло друго. Значи сепак ќе се даде можност на луѓето да ги легализираат. Да, апсолутно тоа испуштив во делот одговорот, значи тоа е во соработка со договор со заедницата на единици на локална самоуправа, го работевме со работни групи тој закон, го дадоа тие своето мислење, така да апсолутно мораме ние правниот статус на тие објекти. Две опции се, или правниот статус да се реши, или тие треба да бидат секаде срушени. Апсолутно, мислам дека по проценките на владата и на ЗЕЛ се дека ние изнајдуваме можност како овие објекти бидат решени. Што мислите како тоа ќе делува на оние што го градат легално? Значи апсолутно затоа е онај делот кој што го потенцира во делот на плаќањето нема да биде 1 евро како согласно стариот закон, туку ќе бидат опфатени, значи исто како комунали платени, ние мораме правниот статус да го решиме. Ќе го земам Штип на пример. Има можеби во моментот 4000 ниво градби. Или не знам, еден куп низ државата. Така да ние мора да го решиме. Тие мора да има нивни правен статус. 10.000 имало што. 10.000 зборувам сега можеби кои што не се во опфат со новиот закон. Пример го зедов, хипотетички. Така да ние мора да го решиме правниот статус на сите. Меѓутоа пак ќе кажам, УНЕСКО, она што е внесено, се ќе биде надвор од опфат на тој закон. Не само УНЕСКО, многу е важно, Да, извинете, да, вака што одговарам на прашањето. Важно е дека она што очекувам барем од она што произлезе на последната седница на која што јас присуствував со ЗЕЛС, заедно и Министерството за транспорт и врски, прво треба да се легализираат објектите кои што не биле офатени со претходниот закон, се уште не се легализирани, заради тоа што другата опција да ги рушиме. Република Северна Македонија не е толку богата држава да руши материјални добра, треба да направи се да ги заштити тие материјални добра. Кога веќе некој не го легализирал, а законот претходен тоа му го дал како можност, тогаш следната легализација ќе биде 150%. Ако комуналите се 6.000 денари или 3.000 денари, тогаш ќе треба да плати наместо 3.000 денари 4.500 денари. Ќе има казна, заради тоа што не сме да ги одврати никој кој што легално по пат на добивање на одобрение за градба, како што е пропишено по законот за градење, си добиват одобрение за градба за објектите, така да јасна ќе биде казната. Она што очекувам барем по дискусиите, да има социјалниот аспект, тоа каже и министерот, сите загрозени социјални случаи во државата, сиромашен народ наш, ќе ги добија сите поволности во легализацијата, а секако ќе има одредени алатки за решавање на објекти кои што порано не биле решени. Зборуваше малку министерот за тоа. Еден дел е подземната канализација, подземната инфраструктура, кабелска канализација од секаков вид, дел е електрична, дел е поштенска, дел е телекомуникацијска и така натаму, така да преку едно вакво решение верувам дека ќе успееме да излеземе колку што е можно повеќе во пресрет на граѓаните. Ви благодарам.